кажеш. Пресот ќе оди како што веќе гледате во горниот лев ќош во живо. И заради голем број на нашите наставници и наставнички директно вклучени во мировното образование, меѓутоа и заради голем број на луѓе што генерално се заинтересирани, ја поддржуваат или вклучени во работата на Мегаш. Еве уште еднашка официјално добар ден и добре дојдовте и ви благодарам за присуството и што успевавме да најдеме начин да бидеме овдека денеска заедно. Ова е почеток, позначуваме почетокот на нашата нова кампања Поттикни мир и би сакале, впрочем, да заеднички малце промислиме и проразговараме, споделиме одредени аспекти поврзани со неа, а понатаму се надеваме дека тоа ќе придонесе кон поттикнување на други луѓе, кон вклучување на групи или индивидуално во некакви активности кои се врзани со градењето мир. За почеток ќе го повикам Драге Змијанац, председател и основач на Меѓаши, да кратко сподели со нас своите размислувања поврзани со кампањата и генерално со темата мир и градење мир. Драги, повели. Благодарам, Ана. Пред да ја промовираме кампањата, која се надевам дека ќе има некаков ефект во оно што ќе го кажам, сакам да се запрашам и јас и вие како новинари и јавноста, дали ние живееме во мир, дали реално го живееме мирот. И размислував на тоа и искрено мој став е дека ние живееме во целосно поделено општество, по етничка, верска, економска, образовна, идеолошка и друга основа. Живееме со груби, агресивни, насилни односи, навреди, непочитување на различните и поинакви од себе, не само во убедување, туку и поставови. Тоа можеме секојдневно да го гледаме и на социјалните мрежи. Живееме во општество без општо прифатени вредности во кои сите ќе веруваме, општество во кое не успеваме да ги учиме новите генерации да не се мразат, туку да живеат заедно едни со други, да се почитуваат. Живееме во сегрегирано образовно општество, каде учениците од различни етникуми учат во посебни училишта. Живееме во општество каде, иако говориме секој на својот мајчин јазик, меѓу себе ретко се разбираме кога треба да градиме доверба, заеднички вредности и заеднички живот. Живееме во општество каде сиромаштијата е секојдневие, каде гледаме питањето станува секојдневие, испружените детски рачиња, каде државата не успева да се справи не само со детската сиромаштија, туку со злоупотреба на децата и нивниот труд. Живееме во општество каде е скратено правото на образование, каде се уште има деца фантоми без извод од матична книга на родените, каде пандемијата секојдневно одзева животи, каде неспособноста на државата го малтретира граѓанинот. Моја одзема надежда за подобар живот. Живееме во целосно поделено општество и токму затоа решивме да стартуваме со оваа кампања, да ги промениме нештата и да бидеме дел од промената. И индивидуално да делуваме, и како граѓанска организација, и на колективно ниво. И да побараме државата да биде помобилна во ова што ќе го побараме од сите нас. Благодарам, Ана. Сега ја најавувам Фатмира Ајдари, мировна работничка во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Повели, Фатмире. Благодарам, драги. Како што кажа, состојбата во општеството дополнително се оттежна од пандемијата, а истовремено се продлабочи јазот на политички, социоекономски аспект, а уште повеќе во меѓучовечки односи. Ова состојба не поттикна да размислиме повеќе околу нашата улога како поединци и поединки, за тоа кој е нашиот придонес кон подобрување на општата добробитна клима, како може активно да придонесеме кон градењето на мирот и ненасилството. Токму поради тоа кампањата Поттикни мир се фокусира на превземање акција и поттикнување општествена промена, како на локално и индивидуално ниво. Сите ние имаме општествена одговорност да градиме и да го да го одржуваме мирот и рамнотежата во општеството.
А тоа може да го постигнеме со преземање акција преку превземање акции преку кои ќе се промовираат вредностите, како што е емпатијата, како што е одговорноста, родовата еднаквост, диалогот, ненасилството, социјалната правда и други. Односно, ангажирајќи се на овие полиња, секоја од нас да даде свој придонес кон градењето на мирот и општествената промена. Токму заради тоа, да поттикнеме емпатија, разбирање и солидарност, да се залагаме за родова еднаквост, да градиме заедничко живење, да комуницираме и да се слушаме повеќе, да ги учиме новите генерации да не се плашаат за да дискутираат за теми кои што им се нејасни или непознати и постојано да промовираме ненасилство. Да поттикнеме разговор за овие теми со нашите блиски или со некој што не го знаеме, било тоа со помлади или со повозрасни. Да действуваме сами, може и уште повеќе издружени. Да поттикнеме разговори за овие теми меѓу родителите и децата, меѓу наставниците и учениците. Наместо навредување, критикување и казни и закани, на децата им се потребни родители и наставници од кои ќе можат да учат за човековите вредности и кои ќе им овозможат атмосфера на љубов, меѓусебно прифаќање, доверба, сигурност, почитување и поддршка. Оваа наша идеја, изработката на оваа наша идеја и дизајнот е продукција на ОХО. Кампањата ќе се реализира онлайн преку објавување пораки и постови кои ќе содржат кратки текстови со поттикнувачки пораки, поттикнувачки зборови. Постовите ќе се објавуваат на повеќе јазици, во социјалните мрежи, на страните на Детската амбасада Меѓаши. Ова начелно би било накратко за кампањата Поттикни мир. За повеќе за важноста на мировното образование денеска, ја поканувам колешката Ана Битолјано да ни сподели повеќе. Благодарам. Фала, Фатмира. Како што спомнавме, кампањата е изработена во рамките на програмата за мировно образование на Првата детска амбасада Меѓаши. Оваа програма започна во 2011 година како пилот програма во 3 средни училишта во Скопје, за да сега, после 10 години, е една стабилна, втемелена програма во повеќе градови и училишта низ Македонија, како што се Веле, Свиница, Девар, Гостивар и Скопје. Тука имаме предадена група на наставници и наставнички кои постојано работат и изведуваат најразлични активности кои што се врзани со градењето мир. Низ оваа програма се залагаме за таа општествена промена која што спомнуваме и за градењето мир генерално. Меѓутоа, заложбата на Меѓаши е поширока од работењето само низ образовните институции, низ училиштата. Посакуваме соработки, здружени акции, да се инспирираме едни со други и од таму кампањите кои што ги правиме не таргетираат, не се насочени само кон учениците и ученичките или наставниот кадар, него би сакале да поттикнеме и да разговараме за овие теми на што е можно поширока основа, што поголем број на луѓе и да видиме како впрочем да направиме свет кој што е подобар, некое подобро место за живење. Она како што е денеска, за жал е далеку од добро. Во самите училишта сакаме да ги вратиме вредностите како и на општествено ниво, така и во самите училишта, да не е важно пред се знаењето и она што се учи, него да се споделуваат и поттикнуваат и градат капацитети врзани за сите овие вредности кои веќе ги спомнавме. Солидарност, емпатија, разбирање, да одгледуваме битно поинакви генерации млаѓи. Во моментот на COVID, кој што потполно го смени досегашниот начин на живот и ги изнесе на површина, ги засили уште повеќе се она со што се бориме, како што рековме, различни поделби, нееднаквости, исклучености, патриархатот и последиците, национализми, етнички поделености и така натаму. Но донесе и сосема нови проблеми кои што викаат како да останеме поврзани, а истовремено да бидеме заштитени, и како да одржуваме човечки односи кои што ќе бидат суштествени и топли и значајни
во ова време во кое што треба да бидеме што подалечени физички едни од други. И тука бараме промислувања и креативности како да стигнеме до она што ни е некој начин потребно сите, тоа чувство на заедништво, при тоа да ги запазиме своите индивидуални потреби и своите индивидуални различности и идентитети. Подобро утре без заедничка активност нема. И колку повише одбиваме да прифатиме идејата дека нешто мора да се направи, нешто мора заеднички да се направи, а тоа тргнува и индивидуално и со групно делување, толку подалеку сме од некаква посигурна, поизвесна иднина. Истовремено, јасно е дека е важно достапно и квалитетно здравство, но јасно е дека се важно достапно и квалитетно образование. Секој исклучено дете или секој наставник на кој што трудот или не е препознаен или не е вреднуван, го разградува и понатаму ова кревко ткиво на образовното ткиво со кое што во моментов работиме. Токму за сите овие теми мировното образование нуди некакви одговор, за сите се бави со нив. Впрочем, не е толку ни до одговорите, колку е до промислувањето и до делувањето, до барањето одговори на овие прашања, и тоа се некакви клучни теми кои мировното образование ги опфаќа. Грижата кон себе, кон другите, кон животната средина и секупниот живот воопшто. И тука некаде е нашиот поттик да се мобилизираме, да видиме како можеме да направиме нови структури, нови начини на делување кои што се заеднички и отпорни на овој тип на кризи, и како впрочем би можеле без оглед што ќе се случува и каков би бил животот, колку ќе се враќаме или нема да биде возможно на старото, да го направиме да биде почовечки во својата суштина. И тоа некаде би не носило кон генерално похумани системи, какви годи да се. Генералната идеја е да поттикнуваме мир, како можеме, каде можеме, со кого можеме заедно. Тука негде ќе го завршам делот на нашите кратки увиди и би го отворила просторот за ваши конкретни прашања на овие врзани со овие теми, дали со кампањата, дали пошироко во однос на работата на Меѓаши или на програмата за мировно образование. Повелете. Дали се слушаме сега? Браво. Ќе сакам да ве прашам во насока на податоци, некои по-конкретни, ако може да ни кажете, например, колку дечиња фантоми имаме според вашите сознанија, колку се излезени на улица, колку се приморани да просат на улица, и дали досега оние сите активности што ги спроведуваше владата дадоа некаков резултат за да се оттргнат децата од улица? Тука се чувствувам јас најповикан. Ние цело време бараме од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за образование да ја даде точната бројка колку деца имаат кои се без извод од матична книга на родените, колку деца се нивниот труд се злоупотребува и се на крстосниците, и колку деца се исклучени од воспитно-образовниот процес. Доставивме извештај до Комитетот за правата на детето и податоците кои Министерството за труд и социјална политика ги имаше порано, дека околу 300 деца има без извод од матична книга на родени, треба да се провери. Ние секогаш идеме со бројка 1:5, затоа што тоа успеале да го евидентираат. Потоа дека околу 500 дечиња се на крстосници и нивниот труд се злоупотребува. Повторно таа бројка можете да ја помножите најмалку со 3, посебно кога сиромаштијата, би рекол, 2/3 од граѓанството живее на работна екзистенција, кога без обезбедување покрив над главата, вработување барем на еден од ранливите категории на овие семејства кои ги принудуваат децата да работат и заработуваат за екзистенција, е доведено во прашање екзистенцијата и веројатно на тој начин успеваат да обезбедат каков таков
екзистенцијален минимум. Неколку министри до сега има кажано дека околу 5% од детската популација не се вклучени во воспитно-образовниот процес. Би требало Државен завод за статистика и Министерство за образование да излезе со бројка дали се тоа околу 18.000 деца кои не успеваат да го завршат основното образование или не се вклучуваат во образованието. И сите тие бројки со кои ние ги имаме во некаква форма, бараме државата да ги потврди. Ние имаме дека сознание дека околу 200.000 возрастни луѓе не успеале да завршат никакво образование, некој основно, некој средно. Иако задолжителното образование средното образование е задолжително, имаме исто така сознание дека многу деца не можат квалитетно да ја следат онлайн наставата со далечинско учење. Со неколку граѓански организации се здруживме да обезбедуваме лаптопи и десктопи, училишни помагала за да бидат еднакви и нивниот пристап да биде еднаков и квалитетен. Значи, има многу потешкоти во обезбедување на правото на образование, правото на живот и правото на обезбедување минимум социјална екзистенција. И повторно ќе нагласам, се додека не се вработат ранливите категории од семејството, не се обезбеди кров над главата, не можеме да очекуваме овие ранливи семејства да живеат поинаку. И тоа е наша одговорност. Би рекла секој интерес, впрочем, за овие прашања и секоја медиумска соодветна покривеност исто така придонесува. Со нашето затварање дома, доста едноставно се случува да станат уште поневидливи. Ако се невидливи и не постојат во системот, со последиците на ковид остануваат и физички невидливи, пошто не искачаме и не сме веќе на крстосниците, например. Дали може уште едно прашање? Се слушаме? Бидејќи споменавте дека квалитетното образование не е потребно и како квалитетниот здравствен систем, утре и се одбележува Светскиот ден на здравјето, сакам да ве прашам кои се вашите заклучоци за тоа кои се најголемите и најчестите предизвици или проблеми пред кои што дечињата во Македонија се исправени кога станува збор за нивната здравствена заштита. Да, видовме дека и во Шуто Оризари многу деца се без матичен лекар, имаме деца за кои што собираме донации, па еве некои ваши генерални заклучоци на оваа тема и дали и колку пандемијата тоа дополнително го продлабочи. Ајде сега, да слушнеме Ана. Ќе почнеш ли? Да, можам ја. Не, ти. Па, генерално, секако дека сме загрижени за севкупно функционирање на здравствениот систем. Не е наше директно поле на делување, меѓутоа стигаат овој тип на проблеми секако со кои што се соочуваат родителите и до нас. Без оглед дали е невозможност да имаат соодветна заштита, лекар, матичен и така натаму, или некој друг тип на проблеми, ние во голем дел за време на пандемијата работевме на обезбедување дополнителни заштитни средства, маски и скафандери за различни детски оддели по болници, педиатрички оддели негде. И за прашањето на здравствена заштита, во овој случај на директната здравствена заштита, а ние би сакале да одиме уште еден чекор поназад на изложеноста и на нарушувањето на здравјето на децата и на возрастните, например, со некој друг тип на проблеми кои што постојано не се решаваат, а е умирање на раци, како што е енормната загаденост на воздух. Така да тука има цел сет на проблеми кои што не се, збориме за деца, не се нужно врзани само за таа група. Би требало сериозно да размислуваме дека иднината е во соодветни здравствена заштита и во квалитетно образование некаде пред се. Драги? Јас само сакам да кажам дека бевме пред голем предизвик кога почна пандемијата минатата година и првите донации кои првата детска амбасада ги даде беше точно на детска клиника за да се спасат животите на лекарите кои водат грижа за децата кои беа таму згрижени, сместени. Значи ги нема елементарните услови како што нагласи Ана, скафандери, маски, ракавици и така натаму и
таа прва иницијатива која ние ја направивме продолжи и во наредниот период и пренаменивме дел од средствата за таков тип на помош и поддршка, како што го правиме и со помош и поддршка на лаптопи и десктопи за ранливи категории на семејства. И ние како граѓанска организација даваме толку колку што се нашите капацитети, но очекуваме државата да одговори толку колку што се очекува согласно Конвенцијата за правата на детето и почитување на елементарните права на децата. А тоа е правото на живот, право на образование и право на здравствена заштита. Елементарни права на кои треба посебно во време на пандемија да се мобилизираат државните институции да бидат на висина на задачата и одговорноста која ја имаат. Фатмире, да не сакаш да дополниш на ово прашање? Сакав да кажам само дека тоа, мислам, можам да го повторам што го кажавте, пошто ситуацијата на децата, поготово на децата корисници на услугите во детска амбасада Меѓаш, верувам дека е уште потежната, бидејќи сега со намалување на дозволата на движење, ние немаме јасна слика во каква состојба се. Не секој дом е безбеден, а не сите деца имаат дом. И затоа е многу важно прашање ова да се дискутира за да имаме подобри резултати во однос на здравството, заштитата на децата. Други прашања, коментари, осврт, да споделите нешто со нас? Па ете, уште нешто, ако може само, рековте, нели, дека ќе се мобилизирате сега за време на кампањата, дека ќе испраќате пораки, па нешто поконкретно, ако може да ни кажете како тоа ќе оди и какви пораки. Дали тука ќе се спомене и животната средина и тие други некои аспекти кои што ги споменавте? Заради ќе почнам, па дополнете ме после. Заради безбедносните причини и начините на живење, кампањата ќе оди онлайн преку социјалните мрежи. Подготвени се повеќе пораки кои што ќе бидат објавувани во наредниот период, кои што се базирани, фокусирани врз овие вредности за кои што зборевме: социјална правда, солидарност, емпатија и така натаму. Би сакале училиштата вклучени, а и било кои групи да развиваат активности кои се соодветни на нивните интереси или замисли, поврзани со дискусија, со размислување што тоа значи, со замислување како би било поинаку, кога луѓето би имале повеќе шанса да промислуваат каков е тој мир во кој што сакаат да живеат, веројатно би биле и поттикнати на активности да нешто впрочем направат. И пред се би сакале да работиме на она некој друг ќе го направи тоа. У суштина, ако сами не се заангажираме за нешто, никој друг нема да ги среди работите за нас и нема да стигне тоа подобрување или поинако живење од негде, нема да падне од небо, што би се рекло. Така да од мали работи ја креираат таа клима на прифаќање, неприфаќање на работите кои што се околу нас, да се обидуваме ненасилно со промовирање на овие вредности да стигнеме до едно поинакво општество. Училиштата, како и секогаш, ќе имаат голема слобода да си ги искреираат своите активности кои што се потребни во однос на средините каде што работат. Мировното образование, една од карактеристиките е да работи на точно одредени проблеми во местото каде што живееме. Дел од работите се глобални, меѓутоа дел од работите се точно специфично потребни да се сменат во некоја средина. Драги Фатмире? Сакала да надополнам во однос на постовите. Токму овие зборови, мотивирачки зборови кои што ќе не поттикнат да размислиме, пошто често пати слушаме емпатија, ќе одат кратки објаснувања што всушност значи емпатија и како ние да ја препознаеме, како да действуваме во однос на емпатија. Исто така за одговорност.
Ние сите мислам тоа не ја исклучувам можноста да ние бараме одговорност од институциите. Меѓутоа и ние сме како единки дел од општеството кој што секако може да придонесеме за некое подобрување и имаме одговорност за нашите постапки во однос на општеството, во однос на нашето однесување, во однос на тоа што зборуваме, на тоа што важно е исто така и да слушаме. Ние често пати зборуваме без да слушаме. Исто така диалогот е многу важно за почнување, за градење на мир. Јас би додал Фатмире, ако може, значи градењето на мир ние го правиме од рана детска возраст. И вложуваме толку многу во градење на мирот и нормални меѓучовечки односи, да ќе дојдат парламентарни, локални, председателски избори и политичарите со нивната неодговорност и со говорот кој се случува на омраза, не само на социјалните мрежи, туку и во собраниската говорница, ни го уништуваат целиот наш напор да создадеме едно, би рекол, функционално, хармонично општество, каде што заедништвото ќе биде карактеристика како најголема вредност за живење и меѓусебно почитување. И верувајте, имаме големи потешкоти да политичарите, донесувачите на одлуки ги, би рекол, вразумиме да делуваат согласно нашите вредности и да ги почитуваат нашите вредности, кои се општо човечки вредности и прифатливи ако сакаме да живееме, би рекол, во едно складно, хармонично заедништво, кој ќе ни даде перспектива и надеж за подобро утре. Така да, главниот наш проблем се донесувачите на одлуки и политичарите, лидерите, политичките партии и претемниците во собранието. И нефункционалноста на државата и нивната администрација, која не ги почитува елементарните човекови вредности и права. И тука имаме голем не само напор да вложиме, туку би рекол да действуваме во еден долгогодишен, детска амбасада Мегичи ќе направи 29 години, уште некој ден, и се уште ние со нивните начини на действување не враќаат назад, па повторно чекориме во некакво создавање на општество кое е општо прифатливо за сите, да живеат на повисок стандард, не само економски, општествен, социјален и секаков друг, и повторно со нивните постапки не враќаат назад. И ние цело време водиме борба за поправеден свет, не само за децата, туку и за сите граѓани кои живеат во Македонија. Па мислам да ја затвориме тука конференцијата, доволно беше. Благодариме на сите новинари што не следевте и убаво се чувствуваме што можете да на овој начин да комуницирате со нас. Ние вчера, иако најавивме пресконференција во живо, на отворено, која беше најавена во Хотел Континентал, сепак не бевме доволно сигурни дали мерките стапуваат на сила од 6, дали тоа важи за пресконференција или само конференции во затворен простор, и по долгодневно размислување сепак решивме да ја направиме онлайн, да бидеме дел од превентивните мерки и да не ве доведеме и вас во некаква непријатна ситуација и опасност. Ви благодарам за присуството. Доколку има интерес да се разговара за овие теми, повеќе за самата кампања или за програмата за мировно образование, тука сме во секое време, слободно обратете ни се.